Добро вечер, драги гледачи. Вечерва повторно на тема астрологија. Вечерва ќе зборуваме за што е она што не очекува во следната една недела во однос на енергијата и што е тоа што ќе ни донесат планетите во оваа една недела. Односно, каква ќе биде енергијата во следните недела дена. Она што е битно и значајно вечерва во 22 часот, односно 1 час после емисијата, имаме млада месечина во Бик, која што е доста битна во однос на тоа што кога имаме млада месечина, тоа подразбира отпочнување на нешто ново. Младата месечина секогаш се врзува со почеток. Истата ќе биде во знакот Бик на 25 степен и ќе донесе доста работи во символика на Бикот. Бикот е знак кој што секогаш го врзуваме со парите, уживањето во животот, хедонизмот, системот на вредности кој што ги има. Исто така го врзуваме и со сетилата, со физичкото тело. И Бикот е знак кој што секогаш се врзува за стабилност и сигурност, е знак кој што оди бавно, споро кроз животот и кој што на некој начин не е дека има проблем со промените, но едноставно му треба време за да направи одредена промена кај себе си. И имајќи во предвид дека младата месечина се случува во овој знак, тоа би значило дека ќе донесе доста големи лични трансформации на секој еден од нас. Генерално, она што истата ќе донесе е сите ние не треба да даваме отпор кон промените, него едноставно треба да дозволиме да поединечно кај секој еден промените кои што треба да настанат во символика на оваа млада месечина е да бидеме спремни и да дозволиме едноставно да се отвориме кон нив. Прашања кои што на секој од нас ќе ни се постават во периодот на оваа млада месечина е колку си дозволуваме себе си да уживаме во животот, што е она што не прави среќни или задоволни, кој систем на верување кој што го имаме воспоставено дошол до негово завршување и што е она што треба да почнеме во насока на системот на себе вреднување. И она што е значајно и битно, имајќи предвид дека знакот Бик го поврзуваме со физичкото тело, се она што ќе треба да ни се случи, треба да дозволиме да го спуштиме на нашето физичко тело, бидејќи физичкото тело најдобро може да ни покаже дали одредени одлуки кои што треба да ги донесеме се исправни во овој момент или истите не се исправни. Имајќи предвид дека Бикот како знак е голем хедонист, он ужива во материјалната сигурност, но ужива и во задоволствата кои му ги даваат храната, пијалокот, убавината и музиката, па она што можеби во следниот период секој од нас можеби ќе си го поставува како прашање колку ние себе си дозволуваме да уживаме во животот или колку себе си ставаме одредени забрани на уживање. Оваа млада месечина може да покаже, бидејќи Бикот е знак кој се врзува и со храна, па може да покаже да е добар почеток за промена на режимот на исхрана, да направите одреден детокс на физичкото тело и да исфрлите се она што на вашето физичко тело не му е потребно. Исто така, имајќи предвид дека Бикот се врзува и со имот, особено со доколку сакате да направите одредено реновирање во домот, добар период е сите оние ствари кои што ви се непотребни во домот, кои што веќе поминале својата вредност, истите да ги исфрлите, да направите одредено чистење во домот. Исто така, Бикот, бидејќи спаѓа во категоријата на земјени знаци, него го врзуваме и со земјата, па се она што
во овој период на некој начин ќе го посадиме или ќе засадиме нешто во земја, во следниот период истото ќе ни даде одреден бенефит, односно плод од тоа што сме го засадиле. Исто така, она што можеби младата месечина сите нас ќе не поттикне да размислуваме е каде и во кој дел се уште посесивно се држиме за некои работи и истите треба да ги отпуштиме, за да можеме да дозволиме да отпочнеме нешто ново, кај некој можеби тоа ќе биде отпуштање на одредени односи, во зависност од тоа кои односи во вашиот живот веќе постанале токсични или едноставно немаат повеќе смисла да бидат дел од вашите животи. Она што можеби најмногу или интензивно ќе ги осетат овие промени на младата месечина во Бик, тоа се фиксните знаци, Лав, Водолија, Шкорпија и Бик. Сите вие кои што имате планети во овие знаци, ќе го осетите влијанието, односно енергијата која што ќе ја донесе младата месечина во Бик, додека, што би се рекло, ветер во грб или позитивно влијание би имале на ракот, рибата, јарецот и девицата, односно сите оние промени кои што ќе треба да настанат или нови почетоци кои што ќе ги започнете во символика на знакот Бик, ќе ги започнете со поддршка и со одредена убава енергија. На глобално ниво, она што можеби оваа млада месечина во Бик може да донесе е одредено паѓање од позиции, можеби одредени промени на некои лидери или може исто така да донеси одредени скандали и од некои откривање на финансиски афери. Она што е значајно исто да го споменеме во однос на младата месечина во Бик е што владетелката на знакот Бик, Венера ќе биде во Близнаци, па на некој начин може да се каже дека поддршка во однос на начинот на донесување на одлуките може да биде кроз одредена комуникација која што треба да ја воспоставиме сами со себе, односно се она кое што сметаме дека треба да го отпочнеме во овој период е најдобро да го искомуницираме со самите себе си и кроз нашето физичко тело да го пропуштиме и да го земјиме, затоа што Бикот е знак кој што бара сигурност и стабилност и тие одлуки на долг рок може да ни дадат одредени големи промени. Она што следната недела ќе се случува е тоа што Меркур, Венера, Марс и Сонцето ќе ги променат своите знаци. Прва планета која што ќе го промени знакот, односно од Меркур, од знакот Бик ќе влезе во знакот Близнаци, односно во знакот во кој што е во свое седиште и најдобро се чувствува, ќе добиеме одредена промена во начинот на комуникацијата од бавната и комуникација која што е трпелива, ќе влеземе во комуникација која што е разиграна, брза, која што е радознала, забавна и ќе имаме потреба за повеќе да зборуваме. Со тоа што би можеле да дојдеме до прогорување во начинот на комуницирањето, меѓутоа ќе имаме исто така изразена потреба за учење, стекнување на нови знаења и вештини. Исто така може да се случи да во делот на комуникацијата ја расфрлам и собствената енергија, затоа што Близнакот е воздушен знак и у принцип секогаш повеќе фокусиран на менталниот дел, на рационалниот ум, а многу помалку има контакт со уземјувањето. Тоа беше повеќе природно за Меркур кога беше во знакот Бик. И исто така можеме да имаме ситуација да губиме фокус и да немаме истрајност во комуникацијата или во се она што ќе го работиме во следниот период, односно во периодот додека Меркур е во знакот Близнаци. Меркур ќе направи конјункција со месечината и тоа
може да значи кога Меркур прави конјункција со месечината, тоа е исто поволно за оние кои што имаат талент за пишување и исто оние кои што имаат одредена креативност во себе, па да можат на креативен начин да ги изразуваат своите работи. Дел од некој од вас, можеби таа креација ќе ја изразуваат и преку правење на одредени работи, затоа што Меркур се врзува и со рацете, па креативност и уметноста можете да ја изразувате преку рацете, може да сликате, да правите одредени уметнички предмети, зависно од талентите кои што секој од вас ги носи. Меѓутоа, најчесто кога Меркур прави конјункција со месечината, тоа е спој на интелигенцијата и интуицијата и може да се јави проблем во комуницирањето на нашиот ментален дел со нашите емоции, имајќи предвид дека месечината во Близнаци повеќе е свртена кон менталниот дел, а многу помалку кон емоциите, па може да настане одреден дисбаланс во делот на тоа да ги голтаме емоциите, а многу повеќе да сме рационални и да сме свртени кон умот. Исто така, Меркур ќе направи конјункција и со планетата Уран, за која што веќе зборевме дека од 26 април влезе во знакот Близнаци и тука ќе биде во следните 7 години. Тоа значи дека може да ни се јават одредени оригинални идеи, да имаме поголема отвореност во комуникацијата. Исто така, можеби ќе добиваме и одредена поддршка од пријатели во делот на работите кои што ќе ги работиме, кои што можеби и да не поттикнуваат на одреден наш личен раст и во делот на комуникацијата. Меѓутоа, може да се јави проблем и со нашата психа, односно да ја одржиме стабилноста на психата и умот. Може повеќе да сме во иднината, а многу помалку да сме во сегашниот момент и да имаме проблем со уземјувањето. Најчесто овој аспект исто така води кон тоа да сме автентични во комуникацијата, имајќи предвид дека Уран е планета која што владее со Водолијата. Он сама по себе комуникацијата може да биде автентична. Исто така и да не обрнуваме многу внимание на туѓото мислење, повеќе да сме фокусирани кон себе си и да сме ослободени во комуникацијата и она што го зборуваме. Меѓутоа, кога Меркур прави конјункција со Уран, односно било каков аспект, тоа може да значи да го прекинуваме соговорникот во зборувањето, да немаме трпение да го сослушаме до крај, да губиме концентрација и да сме нестрпливи во комуникацијата и да не можеме до крај да го сослушаме соговорникот, а може да се соочуваме и во комуникацијата со одредено арогантно однесување од другата страна. Ќе имаме недостаток на фокус во комуникацијата, може да дојде до одредена ментална нестабилност, цело бидејќи постојано ќе бидеме во нашите мисли, постојано ќе размислуваме, така да може да имаме и чувство во комуникацијата да не бидеме разбрани од другата страна на соговорникот. Близнакот во принцип е знак кој што има проблем односно има проблем да воспостави одредени вештини во комуникацијата, па најчесто наидува на соговорници кои што не го разбираат, односно наидува на комуникација во кој што не е разбран, така да може да имаме чувство дека не сме разбрани во комуникацијата, а во одредени ситуации може да имаме и одредени скандали во нашето однесување. Исто така, во овој период може да треба да бидеме доста внимателни во сообраќајот, бидејќи Меркур се врзува со сообраќај и да бидеме фокусирани на сообраќајот, затоа што може да дојде до одредена непромисленост и невнимателност, односно Близнакот е знак кој што знае истовремено да работи повеќе работи, да не држи фокус на една работа, па затоа е надобро да бидете доста внимателни во сообраќајот во овој период. Меркур ќе направи тригон со Плутон, кој што е во Водолија и ова ќе биде одличен период за сите нас да направиме одредена трансформација на начинот на нашето размислување, односно да
да видиме што е она што треба да го трансформираме во комуникацијата и во начинот на нашето представување, како и што е она што треба да ја ослободи нашата мисла во однос на тоа кои се нашите ограничувања во начинот на размислувањето. Најчесто се тоа мисли кои што се под енергија на стравови и себе критикување, затоа што сепак Плутон се врзува за енергијата на страв и критика и може да дојде и до намалување на сопствената вредност, така да она што е значено и битно во овој период, бидејќи се работи за позитивен аспект, е одлично да го искористиме во делот на тоа да направиме трансформација на нашите мисли и на начинот како разговараме, како комуницираме, што е она што го изнесуваме во јавноста, и да направиме олеснување на начинот на системот на она што е наше верување или што е тоа во што веруваме. На 19 мај Марс ќе излезе од знакот Овен и ќе влезе во знакот Бик, што би рекла јас, ќе дојде на гости кај Венерата, бидејќи Бикот е знак позади кој што стои планетата Венера и овој Марс овде не се чувствува добро, односно он е во изгон, а Марс е нашата животна енергија или каде во кој смер ја насочуваме нашата енергија, така што во овој период фокусот и усмереноста ќе ни биде свртен кон парите и материјалната сигурност. Тоа е Марс кој што е хедонист, меѓутоа и Марс кој што е стабилен и побарува сигурност во се она што го превзема како акција. Не е Марс кој што е, за разлика од Марс во Овен, кој што е брз и кој што работите ги прави одма и сега и нема трпение да сочека да дојде до крајот. Сепак Марс во Бик е оној кој што има трпение и е стабилен во се она кој што го прави и има трпение да го дочека крајот. Прв аспект кој што ќе го направи Марс во Бик, прв аспект е квадрат со Плутон во Водолија и ова е период кога треба да бидеме доста свесни кроз сите работи кои што ги правиме и да не реагираме на прва, бидејќи се работи за две длабоко несвесни планети и се она кој што во овој период ќе ни дојде може да биде доста врзано со нашето длабоко несвесно и со сите оние образци кои што ги носиме во себе, па може би е добро да во овој период повеќе бидеме фокусирани кон себе си и нашата свесност во однесувањето, бидејќи можеме да се соочуваме со луѓе кои што се манипулативни и кои што можеби да прават се за да ја остварат својата цел, односно може да се соочиме со луѓе кои што нема да имаат чувство дека треба да застанат во одредени ситуации, особено кога е во прашање остварување на нивната цел, и тоа се најчесто ситуации во кои што луѓето може да користат секакви средства, да бидат арогантни, да бидат лути и бесни, и затоа во овој период е добро да си дозволиме себе си, фокусот да го ставиме на себе и да видиме каде и во кој дел сме си ограничиле собствената слобода, односно во начинот на акциите кои што ги превземаме, каде не си дозволуваме на себе си слобода и каде себе си не се ставаме во позиција на автентично делување. Исто така, истиот ден на 19 мај Венера од знакот го напушта знакот Близнаци и влегува во знакот Рак. И имаме период каде што на полето на планетата на љубовта, начинот на кој што даваме љубов и што е она што во животот не прави среќни и кои се нашите потреби, влегува во знакот каде што емоцијата е најбитна, топлината и нежноста, фокусот ќе биде на семејството и што е она што ни дава
топлина, меѓутоа ракот е и знак кој што знае да има осцилации во сопствените емоции. Тоа е знак кој што може да биде меланхоличен, носталгичен, но и знак кој што некогаш знае да се заглави во минатото, така да во овој период Венера ќе биде во знакот рак, па сама по себе ќе потражува во партнерските односи поголема близина, поголема нежност и тоа е период бидејќи прв аспект кој што ќе го направи Венера ќе биде со Марс, секстил, и тоа само по себе покажува складна машко-женска енергија, имајќи во предвид дека Венера е млада девојка, а Марс е млад дечко, така да во делот на партнерските односи, односно и во делот на љубовта, тоа би било односи во кои што ќе се шири љубов, емоцијата ќе се покажува и најчесто ќе бидеме среќни и задоволни од односите кои што ги имаме со партнерите. Меѓутоа, она што можеби во овој период во делот на љубовта нема да изгледа природно дека е сет бајковито, бидејќи Венера ќе направи квадрат со Нептун, а Нептун е планета која што секогаш знае да донесе искривена и нереална слика да ни представи, па најчесто тоа е љубов која што е нереална, односно тоа е измаштана љубов или љубов од бајките, кој што најчесто знаеме да ја идеализираме и да ни донесе сама по себе чувство на разочарување. Исто така може да имаме и одредено манипулативно однесување од страна на партнерот, меѓутоа може и да бидеме емотивно изманипулирани или исто така да во овој период да се скрива вистината, да се изнесуваат лаги и да бидеме ускратени за едно искрено однесување од другата страна. Бидејќи Нептун е планета која што најчесто ствара магла, дава нејасна слика, тоа е маска која што ни се спушта и е лажно представување. Најчесто тоа е кога се заљубуваме на далечина или тоа може да биде и платонска љубов и најчесто бидејќи тоа се нереални заљубувања, истите се не носат на разочарување и може исто од причина поради тоа што емотивно нема да бидеме, односно емотивно ќе бидеме избалансирани, да прибегнуваме кон прејадување. Затоа во овој период е добро да се искористи во насока на тоа да реално се согледа сликата и да видиме каде во кои делови сами себе се манипулираме или се лажеме и односно каде во кои делови емоциите сакаме да ги сокриеме, имајќи во предвид дека младата месечина е во знакот Бик. Она што можеби е најдобро е да видиме каде и во кој дел треба емоциите да ги изнесеме на виделина, па во насока на овој аспект кој што Венера го прави со планетата Нептун, да бидеме повеќе свесни за себе си и љубовта која што треба да си ја дадеме на самите себе. Она што исто имаме промена во оваа недела е Сонцето ќе влезе во знакот Близнаци. И прв аспект кој што ќе го направи е конјукција со Уран и Меркур и она што може да ни донесе или во која насока би била енергијата е да имаме повеќе волја, да имаме повеќе време за пишување или да сакаме да се свртиме кон пишувањето и добро е во овој период повеќе да пишуваме, затоа што кога имаме планети кои што се повеќе во знакот Близнаци, за да не прегориме во умот, во размислувањето и постојано да овертинкуваме, најдобро е сите мисли кои што на некој начин доаѓаат да ги запишуваме за да можеме да потоа тоа да го искористиме, да знаеме енергијата во која насока да ја насочиме. Ова е период каде што можеме и да учиме нешто ново, да бидеме доста рационални и практични.
бидејќи сонцето кога е во конјункција со планетата Меркур, секогаш е добро време за учење на нешто ново. Односно, исто така е добро време да учиме како да прифатиме критика од другата страна доколку постои. И тоа да го минуваме и таа критика да не ја сваќаме дека е нешто лично против нас, него да учиме да ги сослушаме другите и да додека ни се обраќаат и додека зборуваат со нас, затоа што во овој период можеме целосно да го губиме фокусот. Исто така може да имаме и нагласено его, затоа што Сонцето е планета која што е нашата свесност, меѓутоа и планета која што врзуваме со егото, имајќи предвид дека влада стои позади знакот лав, па може да имаме доста нагласено его, кој што може да ни ја блокира комуникацијата со другите и да немаме можност да ги сослушаме другите луѓе, што сакаат да ни кажат, и ова е исто аспект кој што може да даде интелектуална ароганција. Сонцето во конјункција со Уран може да ни донесе доста оригинални идеи, автентични и различни, да ни даде ослободување во комуникацијата и со леснотија да ги поминуваме сите препреки кои што може да се најдат на патот на комуникација, и овај период кога би можеле да добиеме одредена поддршка од пријателите. Она што можеме да го видиме, односно каква енергија не очекува следната недела, можеме да видиме дека фокусот ќе биде повеќе на комуникација, затоа што три планети кои што се спаѓаат во групата на лични планети ќе бидат во знакот Близнак, Сонце, Меркур и Сонцето и Меркурот ќе бидат во знакот Близнак, Венерата ќе биде во знакот Рак, а Марсот ќе биде во знакот Бик, па најчесто имајќи предвид дека и Уран е во знакот Близнаци, фокусот ќе биде повеќе на комуникацијата, меѓутоа она што секој од нас можеби ќе треба да го направи е да искористи енергијата на Марсот во Бик, каде што ќе треба да повеќе време да поминуваме во природа и да се уземјуваме, затоа што мислите може премногу да не однесат на друга страна, а многу помалку да сме, односно повеќе да сме во мислите и надвор од нашето физичко тело, отколку да сме внатре во нас и фокусирани на нас самите. Ова е тоа што имав да ви го кажам за вечерва во однос на тоа каква енергија не очекува следната недела. Она што исто така сакав да го кажам, имајќи предвид дека три планети се во знакот Близнаци, ова е поволен период за сите променливи знаци, односно особено е добар период за близнаците, бидејќи ова е период на целосно искористување на нивната енергија, која што они сами по себе ја носат, односно фокусот на комуникацијата, на пишувањето, на учење на нови работи, стекнување на нови знаења, искуства, виштини, може да и одредено хоби кое што го имаме во овој период да го претвориме во работа, од која што во иднина ќе можеме да заработуваме. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме следната сабота повторно со нова тема во врска со астрологијата. Ви благодарам.